Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 25 до 31 август со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 100 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка. Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Градоначалникот на општина Кисела Вода и председател на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски вели дека има напредок во давањето согласности за трајни вработувања во предшколските установи и училишта, но оти сега тој процес е прекинат поради предизборниот период. По изборите, смета Ѓорѓиевски, процесот треба да продолжи согласно направен план, колку и со каква динамика која од општините би добивала согласности. Дециден е дека овој процес се одвива согласно потребите на установите, а не по политичка припадност на градоначалниците под чија надлежност се тие. Дека има одблокирање на процесите има, дека има напредок има, дека тоа е доволно не е доволно. Треба со посилен интензитет тоа да се спроведе пред изборите. Сега е период на предизборие, во овој период не можат да се даваат согласности. Согласностите треба да се дадат по изборите. Не верувам дека наеднаш ќе може сите да се дадат, но треба да се направи еден план секоја општина колку би добила во најбрзо време. И да знае и градоначалникот и институциите под градоначалникот, изјави Ѓорѓиевски во одговор на новинарски прашања зошто се уште има вработени во образовниот процес кои по 10 до 20 години работат без решенија туку со договори. Првиот човек на Кисела Вода нагласува дека има напредок и во односот и на вработувањата во училиштата и во градинките, но и во лиценцирањето на негователите и воспитувачите. Прашан дали општините се подготвени да ги следат идеите и најавените реформи од страна на Министерството за образование, тој истакна дека речиси на сите седници на ЗЕЛС се дискутирало за нив, а оти на некои седници била присутна и министерката за детално да биде образложена реформата. По 3-месечниот летен распуст, училиштата во општина Карпош ги отворија вратите за учениците и првачињата. Првиот човек на општината Јакимовски ги поздрави новите другарчиња и на сите деца им посака успешен почеток на новата учебна година. Ова е училиштето во кое јас на денешен ден пред 58 години го започнав моето основно образование. Наставничките освен образованието ни даваа и воспитување и ние сме им бескрено благодарни. Она што е за нас значајно е дека им посветивме големо внимание на училиштата. Ова училиште е реконструирано од 2012 година. Сега го реконструиравме повторно. Би сакал да истакнам дека сите 10 училишта во општина Карпош изминатиот период по втор пат ги реконструиравме. Обезбедивме стручен тим за секое училиште. Педагог, психолог, дефектолог. Некаде имаме и социјален работник. Секаде обезбедивме по една компјутерска училница, смарт панели имаме од 5 до 8 одделење. Фотоволтаични системи поставивме да штедиме енергија. Уште 2 спортски игралишта ни преостанаа за реконструкција на вештачка трева. Истакна првиот човек на Карпош, Стефчо Јакимовски. Нека оваа учебна година биде инспирација за наставниците и за родителите, а вложувањето во децата и нивното квалитетно образование нека се сведе на успех и бројни резултати, порача од локалната самоуправа на Карпош. Со радост, ентузијазам и голема посветеност започна новата учебна година во сите основни училишта на територија на општина Илинден, како и во средното општинско стручно училиште Илинден. Училиштата ги отворија своите врати за над 1900 ученици. Меѓу нив оваа година во училишните клупи за прв пат седнаа над 150 првачиња. Додека пак 74 ученици се запишаа во прва година во средното стручно училиште Илинден, информираат од општината. По повод почетокот на новата учебна година во општинските основни училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и браќа Миладиновци беа организирани свечени приредби.
Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски ги посети учениците на првиот училишен ден. На сите првачиња им подели училишни ранци со прибор. Тој им посака успешен и среќен почеток во образовниот процес и многу незаборавни моменти во училишните клупи. За време на летниот распуст во училиштата на територија на општината беа реализирани бројни активности со цел подобрување на условите за воспитно-образовниот процес, како за учениците, така и за наставниот кадар, истакна првиот човек на Илинден. Со сите овие вложувања, општина Илинден ја докажува својата посветеност кон подобрување и унапредување на образовните услови за сите ученици, што представува гаранција за успешен образовен процес и среќни училишни денови, велат од локалната самоуправа. Вчера околу 19 часот на улицата Анкарска во Скопје полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода лицето РД од Скопје. Откако му бил даден знак да застане, лицето се дало во бегство, но набрзо потоа по превземени мерки и активности од страна на полициските службеници било лишено од слобода, известува Министерството за внатрешни работи. При тоа РД фрлил кеса во која имало 100 кесички со марихуана. При обидот да избега му нанели телесна повреда на еден од полициските службеници. По документирање на овој случај против лицето ќе биде поднесена кривична пријава, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, во своја